Добро утро, среќен ден и релаксирана недела ви посакувам токму денеска на 12 март, на седмиот ден во неделата, во кој што сите сакаме да бидеме малку лабави, малку опуштени и да успееме да направиме се што не сме стигнале да сториме во претходните 6 дена. Повеќе од сигурна сум дека и денеска сте со нас, а за награда за тоа што сте со нас, денеска ќе ви подариме едно супер опуштено музичко неделно издание во кое што моите гости се колеги. Денеска се е во знакот на музиката, хармониката, ама и на нашата битола, бидејќи и моите денешни гости се битолчани. Станува збор за еден од најдобрите, најголемите музичари, автор на многу проекти музички, аранжер и човек кој што навистина премногу даде во музиката и уште доста долго ќе дава, верувам, Николче Мицевски и неговиот помлад колега Димитар Митровски, кој што е исто така виртуоз на хармоника и со неговите само 23 години веќе има снимено 3 музички проекти со авторска музика. Ви предлагам да бидете со нас, имаме и многу други содржини, имаме прилози, имаме интересни разговори, имаме многу идеи за накит од полимерна глина и така натаму, но еве предлагам за почеток со доаѓањето на пролетта и потоплите денови, кои што обично се поврзуваат со радост. Знаеме дека многу луѓе чувствуваат недостиг на енергија, недостиг на сила, се чувствуваат поспани, заморени, а пролетта е вистинско време кога треба да се разбудиме и да ја обновиме нашата енергија, така да предлагам да погледнеме еден прилог како да се справиме со овие пролетни промени, а сепак да бидеме витални и во добра функција. Доаѓањето на пролетта и потоплите денови обично не поврзуваат со радост. Но со доаѓањето на пролетта, многу луѓе се соочуваат со поспаност и пролетен замор. Пролетниот замор или пролетна летаргија е природна привремена состојба на расположение која честопати се манифестира со физички симптоми. Некои од најчестите симптоми се ниска енергија, замор, мрзеливост, слабост, фрустрација, неконтролирана поспаност, главоболки, понекогаш болки во зглобовите и недостаток на мотивација. Во просек, потребни се околу 2 недели за да се надмине пролетниот замор, а најчесто се јавува од средината на месец март до средината на месец април. Доаѓањето на пролетта носи поубаво време и можност за повеќе активности на отворено, како што се вежбање и прошетка во природа. Иако пролетта не потсетува на будењето, сепак во овој период може да дојде до замор. Зошто се случува таква промена во телото? Луѓето го регулираат нивото на хормоните како одговор на надворешните дразби, како што се светлината и температурата. Кога надвор е студено и темно, телото го успорува метаболизмот во обид да заштеди енергија и да се заштити. Исто така произведува повеќе од хормонот за спиење, мелатонин, што доведува до зголемена потреба за сон. Додека во пролетта, сончевата светлина предизвикува телото да ослободува повеќе од хормонот на активност серотонин. Температурата на телото се зголемува, крвните садови се шират и крвниот притисок опаѓа, па на нашето тело му треба повеќе време да се прилагоди на физичките промени. Поради ова, многумина се соочуваат со 2 предизвикувачки недели на дополнителна поспаност. Во многу делови од светот, пролетната летаргија и преминот кон летното сметање на времето се совпаѓаат. Поместувањето на часовниците напред може да направи да се чувствувате уморни и поспани. Друг фактор што влегува во игра и се сезонските алергии. Алергиите на полен се чести во текот на пролетта и честопати се мешаат со подлабоките фази на спиење. Исто така, пролетниот замор се јавува и поради недостаток на витамините D и C, како и пролетната потреба за детоксикација на организмот од тешката храна што ја консумираме во текот на зимата. Но како да го спречиме пролетниот замор? Бидете првиот што ќе и прииде на природата. Побарајте сончева светлина за да се придружите на природниот тек. Сончањето помага да се подобри циркулацијата на крвта и да се елиминираат токсините од телото. Неопходна е за апсорбција на калциум од коските. Истражувањата покажуваат дека изложувањето на сонце ја стимулира синтезата на витаминот D3 во човечкото тело, што може да го подобри нашето расположение и да резултира со подобар сон. Погрижете се да дишите свеж воздух, внатре и натвор.
Свежиот воздух дава повеќе енергија и поостар ум. Го зајакнува имунолошкиот систем, го подобрува крвниот притисок и отчукувањата на срцето. Без разлика дали се работи за поглед на зелен парк или авантури на планинско езеро, смислете начин да бидете поблиску до природата. Хоби како градинарство и планинарење се секогаш добар избор, бидејќи ве покануваат да излезете надвор и да се грижите за вашите потреби на здрав начин. Јадете многу свежа храна и хидрирајте се. За да го подготвите телото за пролет, можеби ќе сакате да го зголемите внесот на овошје и зеленчук. Ова е најдобриот начин да се снабди телото со дополнителен внесот на кафе, црн чај и газирани пијалоци. Ако не сте подготвени целосно да се збогувате со овие пијалоци, обидете се да пиете само еден пијалок со кофеин дневно, по можност наутро. Движете се често и слободно. Редовното движење е веројатно најдобриот начин за ослободување на серотонин и најдобра подготовка на телото за пролет.
како што ви најавив на самиот почеток од нашето денешно неделно дружење, оваа недела се е во знакот на музиката, хармониката и битола. Ништо намерно, верувајте ми, но мојот град, а и градот на нашите денешни гости, на вистина низ годиниве наназад дал толку многу вистински музички таленти, што чест и задоволство ми е денеска првиот разговор да го направам заедно со Николче Мицевски. Добре дојде во утринската на Алфа. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Се чувствувам секогаш убаво во вашата телевизија, како дома. Мило ми ако е така. Недела е ден кога многумина сакаат да си го испланираат по свое, многумина сакаат да одморат, па дури има и такви кои ги исклучуваат телефоните. Ја имаш ли ти таа привилегија? Не исклучувам телефон. Јас често и недела го користам како работен ден, затоа што ги немам некои други секојдневни обврски. Така да многу често знам да седнам и да работам, да го искористам како работен ден, а нормално се трудам да биде ден со фамилијата, со керките, со супругата, да отидеме некаде на ручек, на прошетка или некогаш до битола, така да најразлично. Браво, секоја чест. За оние кои што можеби имаат сиромашни информации или недоволно информации за се она што Николче го прави последниве 20 најде да не речам години, но сигурно јавноста знае за сите негови успеси во музиката, како еден од најплодните, еден од најуспешните композитори, аранжери, автори на една музика спакувана по негов терк, бидејќи тој е еден од првите кои што почна фолклорот да го обликува во едно поинакво руво, да воскреснува стари заборавени песни и да ги пакува во модерен аранжман. Можеби не многу, но верувам дека веднаш ве асоцирам на Каролина Гочева и на албумот кој што ги помести стандардите и ја покажа Каролина во едно сосема поинакво светло, да. И песни кои што ги засакаа и најмалите, па дури и децата во градинка. Да, уште со првиот албум Македонско девојче двојката, нели, како излезе Чалгиска и Две лири, мислам дека преку ноќ некако станаја хитови и од најмали од градинка до највозрасни луѓе ја пееа таа песна, ја постираја по социјалните мрежи. Некако брзо се обнародија, би рекол, тие песни воопшто од албумот. Тука беа и Вези, Смеј ми се смеј, имавме и една-две обработки на познати стари македонски песни. Така да тоа беше еден албум со нормално новокомпонирана музика, меѓутоа беше во духот на традицијата. И многу пати добивав од некои луѓе кои нели се не може секој да е до крај информиран, ми коментира, вика, како ви текна за тие песни, кај ги најдовте? Мислеа дека се стари песни, нели, обработки. А јас и знам како, нели, додека ги смислиш. Ајде им откриеме. Плански ли беше тоа? Желба ли беше на Каролина или беше нешто што во тебе работело и нешто што во тебе те тлеело, па дојде денот да се спакува целата приказна? Планот, задачата која ми ја доверија Авалон беше да направам песни, албум во некој етно фазон кој нели е различно. Која знаеме Каролина претходно. Нешто е различно, нормално, со високи стандарди и да има и висока уметничка вредност целата таа работа. А и нешто модерно. И модерно и при тоа нешто што ќе ги доближи тие песни до публиката, до народ, затоа што ние нормално главна цел ни е да доближиме нашата музика до публиката што повеќе. Тие беа насоките, веројатно нормално со текот на годините, со искуството, тоа созрева некаде, си тлее и тогаш беше моментот да излезе од мене и да го направиме тој албум. Имавме безброј концерти, промотивни и во Скопје и низ секаде скоро низ државава. После тоа следуваше албумот Извор. Задачата и одговорноста беше огромна, нели, после успешен албум да се направи повторно албум кој ќе биде доволно интересен да го надмине да биде нешто
исто, меѓутоа не е да биде различно сепак. Така да во вториот албум ја имаме На звона, Ти не дојде, Бели цветови и од незе излегоа неколку хитови кои ден денес ги свириме на концертите, на настапите на Каролина и можам да кажам дека прекрасно е чувството кога ја слушаш и ја гледаш публиката и едногласно ги пее тие песни. Браво. Од Каролина и од оние албуми кои веќе ги спомена навам, уште многу други сработени проекти. Јас просто утрово додека се подготвував за денешнава емисија и го отворив твоето портфолио, се запрепастив колку голема бројка на сработени проекти, дела, композиции, аранжмани, подпишани авторски од тебе, со трицифрена бројка. Па, и тоа е нешто што е навистина за огромен респект. Преку 400 композиции имам. Баш последно сега во ЗАМ проверував, ја прашав, мукам, докај сум со бројката, чисто информативно. Иако не пишуваш за број, предпоставувам не ти е важен бројот? Не, да. Квантитетот? И да, преку 400 веќе со последниве од последната година. Преку 400 композиции, каде што сум дали музика аранжман, дали само аранжман. Да, сега има уште една поголема бројка како изведувач, затоа што своевремено неколку години го водев Народниот оркестар на Македонска радио телевизија и сите тие фестивали, цветници, 10 години свирев на Валандово, например, го водев исто Валандовскиот фестивал. И сега човек кога ќе помножи 15 на фестивали по 30 композиции, значи тоа се така, убави бројки на снимани како изведувачи. Така да Хармониката е нешто со кое ти се идентификуваш. Јас кажав на почетокот на денешнава емисија дека од сите што ќе ги погледнете денеска во студиото, само јас не свирам хармоника, ама затоа гордо си ја носам овде на едниот ревер. Инструмент кој е навистина прекрасен, искористен во речиси сите жанрови на музика. И ти тоа токму го покажа и го докажа дека таа се може да се имплементира, ама баш во секаков вид на музика, па дури и во детската музика. Ти ја доби како наследство семејно хармониката, бидејќи во генетската лотарија ти падна и токму тоа, нели? Така, да. Добро, тоа го наследив од татко ми кој се уште би рекол активен хармоникаш и мојот прв учител. И голем дел од мојот живот јас посветив на хармониката, со тоа што во последните 10 години, 15, пробав да ја дадам една поинаква улога од онаа стандардна би рекол, во аранжманите, во композициите кои ги правам, така да мислам дека има доста успешни со таков начин на изведба. Иако морам да признам, последните неколку години намерно или ненамерно малку ја одмарам, значи ја одмарам од употреба во смисла на не е на прво место во употребата во аранжманите, затоа што пак овој последниот албум кој го работам е сосема нешто поинакво и така да е сега малку на пауза, ама не значи тоа дека сум ја откажал. Не верувам дека би можел некогаш и да се откажиш. Од искуство знам и кога јас бев дете и кога јас се определував за кој смер ќе учам во музичкото училиште, подоцна и на факултетот, се сеќавам дека постоја едни години кога одредени инструменти стануваат тренд, мода, нешто што сите го сакаат да го прават, да го свират. Хармоника едно време да свириш во моето детство, можеби и во твоето, беше навистина за почит, беше инструмент кој беше толку многу посакуван и искористен инструмент, особено го свираа момчињата. Каква е денеска ситуацијата? Па, зависност нели од стилот на музиката, би рекол во народната музика уште е на пиедесталот, некаде со кларинетот се тука, како популарност на инструменти. Иако хармониката има употреба во секаков жанр на музика, особено во класичната музика, нели, па и во џезот и во многу други. Така, зависно за кој стил и тоа е периодично, тоа што разговаравме, некогаш
е гитарата попопуларна или тие што се насочуваат кон таков тип на музика, некогаш гудачките инструменти, овие што се насочуваат во класичната музика, меѓутоа за нашето поднебие сепак мислам дека важи се уште за еден од најпопуларните инструменти. И верувам дека и понатаму ќе биде инструмент кој што не би можел никако да се игнорира. Така. Ние те затекнавме периодов во сред една турнеја концертна, во која ти на првите два концерти покажа дека умееш на светски начин да донесеш настан кој што публиката многу долго ќе го памети. Имаше досега два концерти за новиот проект Битола. Новиот албум Нова ера во декември месец минатата година го промовира во родната Битола пред таа публика. Секоја публика си е моја, јас така си ја сметам, и битолската и во Скопје и било каде, затоа што сепак сме ние една мала држава и некако сите сме поврзани на некој начин во секој крај. Од таму тргна приказката, Нова ера, еден поинаков концепт. Тие што ја пратат мојата музика, верувам дека знаат, претходно издадов 3 синглови со видеоспотови, со карактеристични видеоспотови. Конечно го промовирав албумот со жива изведба, со 40 на музичари на сцена, така да тоа и визуелно и музички е малку по-различно, по-развиено. Позахтевно. Позахтевно, апсолутно, и за организација, и за се. Во Велес исто така беше одличен концерт. Во новиот театар? Во новиот театар, одлична сцена, одлична сала, супер публика, најдов на огромна поддршка. И сето тоа беше на некој начин и припрема за концертов кој следи на 21 март во Македонска филхармонија. Составот ќе биде уште малку проширен, би рекол, со уште 15 на музичари, така да од прилика на сцена ќе видиме 60. Нестрпли сум, возбуден, ме фајка и помалку трема на моменти, меѓутоа се надевам дека ќе испадне секако што треба и дека публиката која ќе присуствува на концертот ќе ужива. Верувам. На нешто помалку од 10 дена сме пред концертот во Скопје, во главниот град, во филхармонија. Има ли влезници? Или Авалон е однапред организирани? Авалон се организатори на концертот. Моите долгогодишни соработници, пријатели, им благодарам за поддршката и јас викам дека ова е остварување на еден од моите големи соништа. На еден, значи има уште големи соништа. И влезниците се на нивната мрежа, продажна мрежа avalon.mk тикет. Така да мислам дека има уште нешто од влезниците кој милува, кој сака да го чуе и види тоа, нека попрза да си купи карта. Така е. Ќе потсетиме уште еднаш на самиот крај на денешното дружење. Знам дека не само битолската, твојата, мојата публика и велешката која што навистина се покажа со долгогодишна традиција и рафиниран вкус за убавото, за квалитетното, и Скопје е гладно за убави настани, така да верувам дека салата на филхармонија ќе биде препуна. Има секаде публика. Јас тоа го приметувам по сите настапи. Настапувам со Каролина, со Next Time периодов. И мислам дека било каде да отидеме во другите градови, мислам насекаде во Македонија, секаде има публика која е желна за македонска музика, за убава македонска музика, која доаѓа на настани, на концерти. И навистина македонската публика заслужува да има што повеќе настани. Ме радува да е така, иако често пати ја слушаме и онаа другата страна на приказната, дека кога доаѓаат гости од соседството или тука некаде од овој дел од Балканов, навистина луѓето се подготвени да платат многу големи суми за влезници, за да присуствуваат на настан каде што нема ни м од музика. Добро, сега секогаш има различни ставови нели околу тоа и поделени. На крај е прашање на вкус. Некои луѓе сакаат таква музика, некои сакаат домашна музика, домашни артисти. Секој има право нели да избере тоа што сака, меѓутоа, пак ќе кажам, заклучок од сите овие настапи последниве години и повеќе е дека сепак во секој дел од Македонија постои публика која
која сака македонска музика, која поддржува и која доаѓа на концерти и навистина се поминува убаво. Да, ако им понудиме ќе ја засакаат, ако не им Апсолутно, понудиме сега како ќе ја засакаат. зависи и нормално и начинот на кој го презентираш, Ако како е медиумски е направено. доволно присутна и така натаму и така натаму. И односно ние родителите што им пуштаме на нашите деца, мислам дека тие тоа е до ќе го- домашното тоа воспитување ќе го одберат. нормално. Ако ние дома не ги воспитуваме малите да сакаат македонска музика, тогаш не може да очекуваме да сакаат. Да. Со сопругата Бети имате 2 ќерки. Да. Колку ќерките наследија дел од твојот талент? Па наследија баја ги би рекол дури поталентирани од мене. Големата Теодора оди на нижо музичко, веќе 8 година, свири клавир, преубаво пее. Јана ние повеќе по балетот, меѓутоа исто така супер талентирана, веќе има настапувано и на Дајте музика и на некои други детски фестивали, двете. Така да без разлика дали ќе се занимаваат со музика понатаму во животот, ама знам дека ќе разбираат музика, што и да слушаат, ќе имаат истачен вкус. Да им слушаат ушите и да разликуваат. Ќе слушаат, ќе разликуваат, ќе ја сакаат музиката во текот на животот. Так. На крајот на истекот на минатата година бевме заедно на настанот организиран од Битолски весник во Битола, каде што и ти беше од оние избран во списокот на најуспешни битолчани за претходната година и верувам дека не ти е се едно дали некој го валоризира, го забележува и го вреднува трудот. Иако наградите сигурно никогаш не ти би берило, а ги имаш толку многу во твоето портфолио. Секогаш било какво признание е добро за секој артист, нели, воопшто. Не е пресудно, ама е важно, да. Важно е кога некој видиш дека тоа го приметил, те приметил и сака да те испочитува. Минатата година исто така и добив и златна бубамара, која никогаш не сум добил, мислам прв пат ми беше. Некако периодот со наградите, кога имаше многу настани пред 20 на години би рекол, кога имавме разноразни манифестации организирани од разни организации или телевизии, јас не го фатив тој период, бев помал тогаш, уште не функционирав, бев на факултет. И после тоа едно време прекина. Воопшто немаше настани, немаше манифестации, освен бубамара. Некако годиниве пак така се имаат вратено одредени манифестации кај што знаат да испочитуваат и нормално значи за секој тоа кога некој значи. Точно е. Важиш за еден од најдобрите, не еден туку најдобриот аранжер во поново време, ова ќе го кажам со потврда бидејќи кога и да сум разговарала со наши колеги музичари, изведувачи, инструменталисти, солисти, вокалисти и така натаму околу одреден аранжман или околу некоја одредена песна која за кратко време станала хит или луѓето толку многу ја засакали, секогаш си било споменувано твоето име и презиме. Благодарам. И верувам дека и ти си горд на тоа. Колку можеш да бидеш креативен, а сепак различен во секоја една песна за која правиш аранжман? Мора да постои нешто што имаш период во која процесуираш песната. Па, секогаш си треба време и не треба, генерално пробувам да времето да не ми е некоја рамка. Нели? Да не те ограничат да не ме ограничи за толку дека денови, треба да ја направам за 2 дена, 5 дена или 1 месец. И нема правила на тоа, некогаш може да седнеш и да направиш нешто за еден ден, некогаш може и цел месец да го мислиш и да не е успешно. Од многу фактори тоа зависи, момент на инспирација, многу. И нема правил. Да знае формула дека можам секој ден да пишувам песна како 2 лири или како кој да ми запис, секој ден ќе пишувам. Така да нема тука, нема формула, меѓутоа пак имам јас една друга формула на работа, тоа е да секогаш да пробам да направам подобро од претходното. Значи, ако сум направил супер песна или проект, следниот проект сакам да е на повисоко ниво, од секој аспект, така да секогаш гледам да се тркам со самиот себе си и сакам да напредувам нормално. Никош не сум сакал да се чувствам некоја комфорт зона дека сум направил некој стандард и најлесно е да си пливаш во тоа, во некои рамки, лесно. Меѓутоа,
секогаш јас сакам да ги поместувам нели границите во рамките на моите можности, Так. се разбира. Так, пред да го започнеме разговорот, фактички се надоврзавме на видеото од концертот, концертната турнеја за композицијата Петка. Да, Петка. Так, асоцирана нашиот препознатлив петосмински ритам, Па, така нели? И јас често се шегувам, многу полесно можам да ја направам музиката, отколку кога ќе дојде момент да ја именувам, да ставам име на композицијата, тоа ми е еден од потешките делови. И барам кумови околу мене секогаш, консултација, дали Мислења. дома, дали режисерот на спотот. Петка, да, заради две работи. Прво е во петосмински такт, второ композицијата е составена од како форма од 5 дела. И Ти кога знаеше како дете дали си добил петка или четворка? Ти знаеше? Па се разбира, секогаш сакавме петки да добиваме. Да. Четворка така гледавме некако на четворка. Така. Разочарано. Да, не е добро. Така да и може и тоа влечам и одлучив да биде. Да стремиме да бидеме петка, секогаш со петки, да не ја расипуваме петката. Така, да стремиме нешто повеќе, поголемо нешто да направиме. Го спомена пред малку во текот на разговорот Замп, кога си ја дознал бројката на објавени, односно регистрирани во нивниот регистар на Замп композиции. Верувам дека таа бројка ќе расте се повеќе и повеќе и сакам да биде така. Се живее ли на овие простори од музика? Јас живеам од музика, само од музика, од творење и исклучително од твојата креативност и од твојата авторска музика. Апсолутно, да. Не е лесно, можеби да ни функционира одредени работи во општеството. Ти живееше подобро? Полесно, да, меѓутоа функционирам. Имам тоа што ми треба за нормален живот, така да се функционира. Ова е добро да се чуе. Ова е навистина добро да се чуе. Петка ја чувме дека претходно објави 3 видеа. Да, имам 3 видео спотови, 3 видео записи. Што ќе биде следно? После оваа пролет, после концертот во Филхармонија? Да, после концертот во Филхармонија има неколку преговори за овој концерт нормално да се свири, да се концертира на различни сцени. На другата страна на земјава. Убава ни е, мала ни е, ама па голема ни е. Да, и се надевам на уште 1-2 големи концерти на отворено, можеби Хераклеја во Битола, Антички во Охрид, меѓутоа сега е сето тоа само во тек се размислување и преговори. Така, размислуваш ли ова убава комбинација на сите тие артисти кои ги имаш на сцена да можат да пропатуваат некаде надвор од земјава и да го презентираат твојот начин на музицирање некаде пред друга публика? Да. Па секогаш е тоа желба и не само моја, него општо на секој автор. Покажа дека прави светски настани, носи светски имиња, ама па и извезува квалитетно наши имиња кои се вистински бренд и заслужувате, особено ти кој толку многу се вложи околу сето ова, заслужуваш да и публиката надвор од границите на Македонија го види. Од искуство секогаш нашата музика добро поминува, особено во соседството, во регионот. Секогаш добро поминува. Имаме ние неколку настапи, големи концерти со Каролина изминативе години. Соработуваше со музичари од Турција, така, нели? Да, имам еден проект со една прекрасна пејачка изведувачка, Гамзе, која пред неколку години направивме еден одличен проект, албум, уствари со македонски песни. Браво. Пее одлично, иако не го знае македонскиот јазик, меѓутоа пее совршено. Има некое потекло од прабаба, од овие краишта, затоа пее толку убаво македонски, да. И мислам дека македонската музика фамилиарно ја сакаат повеќе од многу кај нас што се тука. Така да тоа е за почит и за поздрав. Так, патуваш често во Битола? Свраќаш? Па, да, не многу често, меѓутоа гледам да отидам, да се видам со моите, со роднини, пријатели и секогаш ми е релаксирачко кога ќе отидам во Битола на широк сокак мака едно кругче да се наполнат батериите, така да ни се наполни и душата и батериите и да подишеме малку битолски воздух. Николче, ми беше задоволство што ова утро неделно проговоривме за она што си ти, можеби не кажавме се и сигурно не кажавме се, но доволно подсетивме. Во наредна прилика. Да, доволно подсетивме за тоа дека треба да ја сакаме, почитуваме и слушаме, кога да ја конзумираме македонската музика, особено кога
тога имаме на располагање луѓе како нашиот денешен гостин, кој што навистина целиот свој живот му е музика, човек кој што ги прави песните поинакви од останатите, дава еден огромен шарм и една препознатлива жичка по која веднаш знаете дека ова е сработено токму од најдобриот. Благодарам за поканата, благодарам за преубавите зборови. Се надевам и во иднина ќе ги оправдувам зборовите, нели? Сите ние се трудиме да правиме секогаш убави дела, затоа тоа нели го слуша публиката, ја прави посрекна и нормално горда дека имаме ние сепак вредна македонска музика. Так, убедена сум дека ќе останеш квалитет кој трае. А сега на самиот крај од разговоров сакам па да најавам еден прилог кој што го направи нашата Бела. Посети деновиве една изложба на уметницата Касиопеја Наумовска, која што одбележа 30 годишен јубилеј, а нејзините дела создавани низ годините се изложени токму во просториите на Кинотека на Македонија. Да го погледнеме. Се прашувам какво е чувството на одбележување јубилеј од 10, 20, а замислете 30 години творештво. Плодното 3-децениско творење, создавање на уметнички дела кои што го одземаат здивот на уметницата Касиопеја Наумовска, ќе биде кронисано со самостојна изложба 30 години творештво овде во просториите на Кинотека на Македонија. По тој повод сме овде, токму заедно со уметницата и ќе ви ги доближиме и ќе ве инспирираме да дојдете и да ја посетите. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што сте дел од Добро утро секој утро. Благодарам на поканата, задоволство ми е пред се на вакви ентузијасти како вас, водители, млади, кои што имаат сепак се уште чувство за да представат и нешто што е од сосема поинаква област, а најчесто и најтешка област од уметност. Веднаш ќе го прашам, какво е чувството да се одбележуваат 30 години творештво? Како бројка тешко звучи, крупно звучи, но сепак ова не е работа која што сум одлучила да ја направам во еден секунд. Тоа сепак се години и години творештво. Убави се јубилеите лични, ако веќе ги заокружуваме. Настанот како настан ми е драг затоа што е посветен само на моите пријатели кои што секогаш безрезервно ме поддржуваат токму во тоа што го работам. Што е она што ќе може да се погледнат, да го погледнат посетителите? Дали се работи за нови слики или можеби ќе се навратиме на вашите почетоци? Бројки ги делата кои што се изложени овде, не сакајќи нели, за да се направи и една логика на нештата како ќе бидат поставени, стигнав до 42 дела, од кои што 30 се нови, изработени во последниве 2-3 години. Другото е пресек на нешто што сум го работила во минатото. Намерно ги оставив по новите дела, бидејќи остаратите веќе биле неколку пати покажани, не само во Скопје, надвор од Македонија, низ градовите во Македонија, и тие си го одживеале и си го одиграле својот пат, а ова е еден вид како на заокружување, ете, до каде сум стигнала и каде продолжувам понатак. Да, споменавте убаво на над 30 самостојни изложби, преку 120 групни изложби. Вашите дела навистина имаат отпадувано надвор од границите, го прошетале ширум светот. Ако треба да одвоите, на што сте најповеќе горди, односно што би издвоиле како најдобро во вашето творештво? Како најдобро не би можела еден настан да одвојам, но како најзначаен би го одвоила настанот на покана од Македонската филхармонија во организација на еден настан кој што се случуваше летно време и се викаше "Види музика, слушни слика, доби книга". Добив покана да учествувам, да сликам на еден ликовен перформанс, фактички двајца уметници секоја година тоа го создава, со музика пропратена од Македонска филхармонија, со сериозни диригенти, солисти.
За мене зошто најзначен, бидејќи тогаш беше ризично да учествувам воопшто и самото платно, пошто е 10 метра големо платно, само да го поминеш со една боја е тешка физичка работа. Јас бев во почетоците на мојата бременост и не требаше толку да се изложувам на таков напор, но со задоволство прифатив како еден настан што ќе си го споделам на тогаш неродените деца. Вечерта како се круисало, освен со прекрасната музика и солистите оперски наши, што заврши во Систина болница, каде што прв пат ги слушнав и очекувањата на срцињата на моите деца. Ете тоа така ми е едно како поразличен настан од останатите. Смеам ли да ве прашам од каде поривот да се насочите токму кон сликарството и кога дознавте, кога разбравте дека токму уметничката четка е вашата најдобра пријателка? За среќа во семејството имам многу уметници, но и поддршката уште кога сум учела во основно образование од тогашниот наставник по ликовна покажа интерес дека имам афинитет кон ликовната уметност. Се обидуваше на сите можни начини каде што беа во можност да се организираат нели тие ликовни конкурси да учествувам и неминавно беше понатака нели да си го пронајдам тој пат. Не ни размислував како алтернатива освен музика, бидејќи истовремено колку што имам желба за ликовната уметност, музиката останала во, ете да кажем, нереализирана, неостварено нешто за мене. Каква е идејата, замислата, односно дали веќе се знае иднината на оваа изложба? Има ли цел да патува низ Македонија или можеби надвор од границите? За сега останува само тука, без разлика што на моје задоволство по лична покана од нашата македонската амбасада во Вена, добив покана за учество во самата амбасада. Тоа е просториите кои што ги користат работни простори фактички во амбасадата, но многу често ги користат во областа на таа културна дипломатија што се нарекува, каде што неретко гости се наши ликовни автори. Дел од сликите се разбира само можеби и по малиот формат или во зависност како ќе се направи концептот, сакала да го покажам и таму. Но генерално остана идејата да бидат прикажани само овде во Скопје во просториите на Кинотека. Во чест на вашата изложба добивте прекрасни коментари, ќе речам. Ќе ми дозволите да цитирам дел од тие прекрасни коментари кои што навистина мене ме воодушевија. Отец Пимен за вашата изложба поточно за вас вели: ако човек стори ниет да прогугла нешто за едно чудно и несекојдневно име како Касиопеја на кирилица, ќе се појават информации за едно далечно и сјајно созвездие кое го краси небесниот свод и за една наша сјајна уметница со тоа име, чии што слики красат зидови по изложби, галерии и приватни домови на колекционери и љубители на убавата уметност. И ќе рече човек: види случајност, а јас ќе речам: случајности не постојат. И ќе додадам: тоа уште старите римјани го знаеле велејки: Nomen est omen. Името е знак. Да го прокоментираме малку, отец Пимен. Пред се, отец Пимен, јас го доживувам како личен другар. На задоволство мое, бидејќи многу голем љубител на уметноста, се бави со уметност, неговата поранешна желба била можеби таму да продолжи животниот пат и тек, но настаните продолжиле во друга насока. Го почитувам како личност, го почитувам како интелект. Чести ни се разговорите од областа на уметноста и останати теми се разбира. Музика, тука да не ја прескокнам. Задоволство ми е дека ми прифати, јас си прашав сега со пријателите, може да си поставиш прашање дали би напишал нешто во врска со изложбата. Сме го правеле овој муабет можеби многу поодамна, но еве сега се отвори прилика токму да се случи и вакво нешто. На лично мое големо задоволство. Уште еден ваш долгогодишен пријател напиша прекрасни зборови, доктор Васко Шутаров, ќе рече: можеш да гледаш во некоја слика цела недела и потоа никогаш да не помислиш на неа. Можеш и само за миг да погледнеш во некоја слика и потоа цел живот да мислиш на неа. Уметноста е линијата околу твоите мисли. Секој дете е уметник. Проблемот е само дали ќе остане уметник кога ќе порасне. Тоа може би најдобрата дефиниција, да го зачуваш детето во себе, да продолжиш да играш, бидејќи преку играта најмногу и се збогатува имагинацијата. Без имагинација не постои ни творештво.
Инаку доктор Васко Шутаров не е прв пат да напишал текст за моја изложба. Со него си имаме запознато во нашиот културно-информативен центар во Софија, каде што имав своја самостојна изложба, додека тој беше таму директор на тој центар. Меѓутоа, тој ги познава моите слики од предходно и беше неминовно некако да си ја продолжиме таа дружба, која што до ден денес трае, но заедничко задоволство се разбира. И во право е, мислам, тоа што го кажува, не можам да променам ништо друго, дури и тие едни пораки што ги напишал, универзални пораки во врска со уметноста, многу оставаат еден поразличен впечаток за што станува всушност збор. Нека уметноста е таа што треба да се гледа, уметникот тој што треба да се скрие. Така. А кога сме веќе кај тоа, дали уметникот и кога ќе порасне, нели секој дете е уметник, вели тој, дали кога ќе порасне ќе го задржи тој уметник во себе, кога сме веќе кај децата и учениците, вие сте и наставник по ликовно, ќе откриам за гледачите дека сте и моја наставничка од основното образование. Дали се уште ликовно како предмет е на маргините во образовниот систем? На маргините. Тоа се предмети кои што најчесто не им се обрнувало многу внимание, а се задолжителни предмети. Во останатите земји низ Европа, зборувам предмети, тука станува збор за музичко, ликовно, физичко, во останатите земји тие предмети се како основа на создавање на имагинација, креативност, култура на живење и се останато. Овде не се само маргинализирани, туку се сведени на минимум часови, поготово музичко и ликовно. Затоа сме ние тука, нели, за да може да се изведе тој некој максимум и да се наведат децата кои што имаат желба да го продолжат тој пат. И за самиот крај, што е она што си го посакувате за следните 30 години творештво? Не можам толку далеко да гледам. Би сакала малку пократки планови да правам, зашто се поостварливи. Не дека немам фантазија, далеко од тоа. Убаво е да се фантазира, бесплатно е да се фантазира пред се, но ги гледам работите да бидат побрзо да се случат. По карактер не дека само што сум нестрплива, туку сакам веднаш да ги видам резултатите. Што значи за 30 години не знам како би било, голема бројка ми се гледа, но за 10 барем имам некаков конкретен план, се разбира да продолжам да работам, да ми служи здравието, да си ги растам на правилен пат и начин децата и сосема доволна е сето тоа. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш на поканата. Едниот гостин го испративме, ама се уште сме во истиот штим, наштимани на фреквенција на музиката, на хармониката и на нашата битола. Нашиот следен гостин исто така ја има музиката во срцето, ја има хармониката како негова најголема придружничка и ја има битола на секаде каде што патува низ светот. Димитар Митровски, добре ни дојде во утринската на Алфа. Добро ве најдов. Еден поздрав до сите гледачи. Поздрав исто до тебе, Сузана, и фала ви за прекрасната најава и за вашата покана. Так, ти благодарам и тебе што ни ја направи оваа недела музичка и што заедно со Николче кој што го испративме, денеска го ставаме на пиедестал, еден од најубавите инструменти кој што беше инструмент број 1 и во моето детство, ама верувам дека и во детството на многу деца од поновите генерации, иако се сменија трендовите, се сменија интересите, се сменија многу нешта со напредокот на технологијата, но верувам дека оние кои што го имаат музичкиот талент во себе, особено во гените ако го носат, едноставно не можат да одолеат на нешто како што е инструментот хармоника. Од кога почна ти да го свириш? Точно така. Јас почнав од 3,5 годишна 3,5 возраст годиш, да свирам. па зар си можел тогаш да 3,5, држиш хармоника? Па да, сум имал некоја мала хармоника. Да, потекнувам од музичка фамилија, од мојот татко кој е музичар, мојата сестра и покасно сум почнал на приватни часови кај професорот Кирил Стојчевски. Во овој момент сакам да го поздравам. И работам
активно снимам, градам кариера и Браво. Само 23 години има инаку нашиот денешен гостин, многу млад по возраст, но многу зрел по искуство. Веќе 3 албуми со авторска музика има позади себе. Секоја чест. Кога фала го ви. сработи првиот проект? Првиот албум беше на моја 16 годишна возраст. 16 години, Да. браво, браво. Имав 16 години, вториот на 19 и сега го работам третиот. Оваа композиција која ја промовираме сега е втора композиција од мојот трет албум, па се надевам дека на 2-3 месеци ќе излегва секоја наредна композиција. Она што ме восхити кај тебе и ме израдува, бидејќи амбициозните музичари, воопшто амбициозните луѓе ми се секогаш предизвик да ги анализирам, е тоа што ти ја носиш музиката со една многу интересна енергија, тоа што комбинираш едни многу спротивставени жанрови и ги пакуваш во една таква обвивка да навистина и да немаш интерес и да никогаш не си слушнал порано таква музика, едноставно добиваш желба да ја слушаш повторно и уште еднаш повторно да го вратиш видеото назад. Од каде поривот и од каде идејата да комбинираш жанрови кои навидум се неспоиви? Па види, мојата прва композиција од овој албум што е Latino Game, таа ја промовирав пред неколку месеци. Со таа композиција го насочив албумот во кој правец ќе се движи. А иначе имам инспирација од во моментот се твори таква музика низ цел Балкан и мора да сме во тренд и да работиме нешто такво, значи од многу стилови спаковано во едно и мислам дека звучи интересно и народот многу добро го прифаќа тоа. Да не е тоа стандард класично оро за хармоника, пошто мојот прв албум е веќе таков. Сега се одлучив да снимам нешто скроз поразлично. Да, кога би требал да се определиш дали од финансиска гледна точка, дали од кариера да градиш на одреден жанр еден само, што би било тоа? Би можел ли да се определил само за народна музика или само за нешто што е модерна комбинација на повеќе жанрови? Па види, народната македонска музика ја сакам, значи со таа музика ја се израснав, ама го сакам и тоа што е однадвор. Значи не сум ограничен со некој жанр на музика, дека тоа не слушам, дека тоа не свирам, значи слушам се, свирам се и не можам да се определам конкретно што би свирал јас и на кај би се насочил. Браво. Постојат ли трендови, постојат ли некои брендови на хармоники кои вака би ги издвоиле, кои важат за престиж, важат за врв во светот на хармониката? Како инструменталисти? Како инструменталисти, да. Па ете, постојат, да, има тука на Балканот кои го работат ова, ние што го работиме, Петар Ралчев, Јоника Минуне, Лелоника, значи тие се врвни инструменталисти, концерт мајстори и јас имам чест да се познавам со еден од нив и имам личен контакт. Така да учиме од нив и одиме на некој начин по постапките нивни. Така, човек учи додека е жив. Точно Верувам така. дека таа лекција некој ти ја кажал, ти ја пренел и гледам дека учиш и дека сакаш да напредуваш. Видов колку топло се поздравивте со Никол Чемицевски и дека и без разлика што сте голема разлика во возраст, знаеш дека секогаш можеш многу да научиш од него и секогаш да побараш вистински Николче совет. си го почитувам премногу и ми е чест и задоволство што го познавам. Така, и баш И имам прилика, имам прилика да се дружам со него, да пиеме кафе, го знаеме редовно да си го правиме и така. Како се гледаш себе си во контекст на некоја блиска иднина, со кои звезди, со кои имиња би сакал да можеш да соработуваш на сцена заедно? И Николче имаше привилегија и се уште има привилегија да работи со најдобрите од овие простори. Па не знам, се надевам дека и јас во иднина ќе работам со најдобрите. Значи сакам и сега да се пофалам дека сум новиот член на оркестарот Dream Team. Браво. Значи со едни врвни инструменталисти, врвни професионалци. И многу искусни на сцената со години. Точно така, да. Ти посакувам со нив да го прошеташ светот и да им покажеш колку добри инструменталисти и колку добри музичари имаме. Ние, бидејќи Македонија е вистински расадник на музички таленти, а па за Битола веќе да не зборуваме. Значи, ако почнам уште еднаш да повторувам, може да ме сватат гледачите погрешно и дека само ние се фалиме, ама всушност ние не се фалиме, зборуваме факти дека во Битола на вистина низ годиниве
и пред мене, и после мене, и околу тебе, околу твојата возраст, ти си 99-та година во минатиот век, во крајот на минатиот век си роден, се појавија навистина звучни и големи успешни музички имиња. Така. My Way е нешто што мене ми остави силен впечаток. Кажи ми, која беше инспирацијата за оваа композиција? Па не знам, таа композиција ја правев за време на короната. И Добро ти дојде пандемијата и она повлекување на луѓето внатре кон себе? Имав поќе време да работам, да вежбам, да компонирам. И ми дојде добро. И се одморив како што треба, ама имав желба да прекини тоа. Да почнеме Сите да се имавме дружиме, потреба да си ја вратиме настапи, слободата назад, посебно ние музичарите, така? Да, точно. My Way е композиција која одлучив да ја работам со Дамир и Мери. Значи, аранжманот е негов. Исто имене ми е многу драга композиција, ама таа композиција нема да ја вметнам во овој трет албум. Таа композиција ќе си има Посебно место? Да, посебно место во некој нареден албум, Здравје. И во кој ќе биде цел стил таков. Се надевам дека за неколку години, да. Едва и чекам кога ќе дојде тој ден. Што содржи овој трет албум? Какви се композиции содржи? Па во моментот договарам да ја снимам мојата трета композиција, па како што е кабаре, како што е латино гейм, значи има латино, самба, нешто джез, ете на последната композиција јас импровизирам джез. И сите композиции ќе бидат во тој стил. Браво. Значи нема да одам на страна од тоа. Тој албум ќе го запечатам со таков стил на музика. Так. Джезот како жанр спаѓа во, според мене, во еден од најтешките правци, со непрестани синкопи, со една моќна импровизација во која неретко импровизираш на лице место и речи си никогаш два пати истото не можеш да го повториш и да сакаш да го повториш два пати истото, ретко се случува да го направиш тоа. Колку вежбање е неопходно да се постигне таа голема виртуозност при свирењето, особено што сите овие композиции твои кои што јас ги преслушав се во екстремно брзо темпо? Па добро, да. Според мене не се битни сатите за вежбање. Битно е 1 сат да извежбаш, ама да извежбаш со голема концентрација, пошто мене ми нема логика да ја земам хармониката да свирам 5 сати ако немам јас концентрација. Се знае еден човек има концентрација за вежбање од сат до 2. После мора да направи пауза. Па од прилика толку, 3-4 сати нека биде дневно. Значи за да постигнеш некој успех. Така, што е потешко да се свири, джез или фолк? Па не можам се да кажам. И таа музика си има своја тежина и другата. Кажи ми нешто повеќе околу инструментот. Колку е инструментот напреднат во технолошкиот развој? Порано постоеја оние хармоники само со клавиатура. Потоа се воведоа копчиња, ги заменуваат црно-белите дирки. Каков е трендот сега на сегашните хармоники кои што се произведуваат? Па сега хармоники се произведуваат многу. Еве јас хармониката што ја свирам во моментот, ја прави мајстор од Охрид. Значи, наш македонец, треба да биме горди на него, таа е прекрасен инструмент. Ова е одлична информација да направиме прилог, ќе ни дадеш податоци од тој мајстор и ќе го посетиме. Да. Треба да се посети, значи, тој мајстор. И? Хармониката е совршено направена. Значи, е на ист ранг со тие хармоники што се легендарни Гуерини. И јас одлучив да ја свирам таа. Браво. Колку чини да се набави еден ваков добар, квалитетен инструмент, како овој што ти го свириш? Па, секој инструмент има посебна цена. Значи, овој инструмент е отприлика од 5 до 6.000 евра. 5 до 6.000 евра? Да, секој бренд има своја цена. Значи, има ли рок на траење тоа? Нешто што се амортизира, нешто што треба да се сервисира, нешто што... Па има со текот на свирењето, гласовите тоновите се раштимуваат и се носи... Не сум знаела. Да, се носи на штимање. Да, на штимање се носи, да. Не сум знаела. Значи, како и сите останати инструменти со клавиатура, така и хармониката може да се раштима, па да подложи на фиксација, на штимање. Браво. Бара ли некоја соодветна температура, просторија во која треба да ја чуваме, да не е ладно, да не е многу топло, да не е влажно? Па на ладно не се практикува да се чува хармониката, поради тоа може да добие влага и
да се расипи повеќе ништо да не биде. Што би им советувал, што би им препорачал на сите деца, би рекла, оние кои што не можат да се определат каков инструмент да свират, би сакале нешто да се обидат да прашаат, да се советуваат, да се консултираат? Колку е едноставно, тешко, лесно, колку е специфично да ја свириш хармониката? Па вака, според мене, секој треба да си се пронајде во некој инструмент. Значи, во тој инструмент што ќе се пронајдат, му препорачувам да го работат, да вежбаат и ќе бидат успешни секако. Така, одлично. Кога да го очекуваме финалното пакување на третиот албум? Па се надевам, здравје Боже, наредна година. Наредна година. Да. Значи, си даваш грейс период до истекот на оваа календарска година да го заокружиш целиот албум. Да. Инаку не е само Николче нашиот претходен гостин, добитник на престижната награда на Битолски весник за најбитолчанец или како беше најуспешен битолчанец за минатата година, туку исто така и вториот наш денешен битолчанец и маестро виртуоз по хармоника е добитник на истата таа награда за најуспешни битолчани, ама 4 години порано, така нели? За 2021. А ти си за 2021, Да. Јас мислев дека ти си за 2019. Не. Да. Колку ти импонираат овие награди? Знам дека не се пресудни, знам дека не се најважни од се наградите, ако ние лично не се чувствуваме дека сме ги заслужиле, точно. ама ти импонираат ли, битни ли ти се наградите? Па искрено оваа награда ми е битна, поради тоа што градот мој ја прател мојата кариера, видел дека јас успевам, дека компонирам музика, дека на некој начин сум успешен музичар и со таа награда на некој начин ми даваат мотивација за да јас продолжам со поголемо темпо на работа. Одлично. Градот мој, ама и градот твој, ама и градот мој, Да. тој е нашиот град, градот и на Николча, верувам дека не следат денеска и многу битолчани, е град кој што со години наназад во неговата традиција и во неговиот код го има чувството за естетика, чувството за убава музика, за убавото и град во кој рака на срце па ги имало најбројните клавири, значи немало куќа на Широксока каде што немало клавир, немало пијано домашно. Да, точно. Тоа го велат сите податоци на историчарите, на патеписците и на сите оние кои што биле хронолози, хроничари на Битола и град во кој што навистина и ден денеска знаат да се најдат такви примероци на инструменти кои што вредат цели богатства. Колку во твојот град публиката те прима со отворено срце, бидејќи велат дека во твојот град некако публиката те сваќа како со резерва, секогаш подобро те пречекуваат некаде на друго место отколку дома. Го имаш ли ти тоа чувство? Да, го имам приметено во последното што го кажа, секогаш така мислам, не е само за Битола, во сите градови. Да. Значи, Но ти си млад. Секогаш се цени тоа што е од надвор. Да. Јас се надевам дека ти ќе им докажеш низ годините дека тие треба да се гордеат со тебе и со сите останати битолчани кои што создаваат големи и трајни вредности. Многу ми беше мило што денеска споделив многу нешта и за инструментот, и за твоите композиции, и за најновото видео кое што сега ќе го погледнеме, тоа беше Кабаре. И те чекам со информација за кога ќе го финишираме проектот за да можеме да го проследиме повторно, нели? Сакам само накратко да го поздравам Даниел Јовески за овој видеозапис на Кабаре. Одлично. Поздрав еве до соработникот Даниел Јовески, а ние тука некаде го привршуваме разговорот и се разбира со нетрпение чекам да го погледнеме Кабаре. Дами и господа, Димитар Николски.
И на самиот крај од ова наше неделно дружење во нашата утринска емисија ќе слушнеме еден многу интересен разговор што го сними колешката Ивана заедно со една позната дизајнерка на накид Марија. И она што сакаме да го акцентираме во овој прилог е дека постои еден хуман признак кој што Марија го негува, бидејќи таа е жена која што рачно го изработува накитот од полимерна глина и повика 5 матурантки во социјален ризик кои би сакале да добијат бесплатен, рачно изработен накид за нивната матурска вечер како подарок од Марија. Ајде да го погледнеме овој разговор. Убаво утро, им го честитам празникот на сите дами, жени, мајки, меѓународниот ден на жената 8 март. Па токму ова утро ќе имам чест и задоволство да разговарам со една прекрасна дама која што успева и тоа како квалитетно да го изменаџира времето во текот на денот. Марија Велковска-Велиновска е токму мајка и сопруга, мајка на 2 прекрасни дечиња, но успева и да работи и секако да ужива во своето хоби, кое што е рачна изработка на накитот полимерна глина. Оно што можам да го кажам за незиниот накид е дека уникатен, неповторлив и дека не може повторно да се најде во палетата едно исто парче. Марија, најпрво веќе да ти го честитам денешниот празник, меѓународниот ден на жената. Благодарам. Добро утро. Пред се би сакала да ви се заблагодарам за посетата, меѓутоа и за можноста за презентација на она што го творам. Да, Марија, да почнеме од да се навратиме пред една година од за тоа како дојде идејата да почнеш да се занимаваш со ова твое хоби. Така. Идејата е многу одамна, таа е запишана, можам слободно да кажам, некаде во мојата генетска предиспозиција. Потекнувам од фамилија во која што креативноста се гаи многу одамна, низ минатото и денеска. Својата креативност ја манифестирам низ различни форми и на различни начини, уште од најмали нозе, можам да кажам слободно. Значи, уште во училишните денови, потоа секако во домот, во семејството, низ играта со своите деца, меѓутоа и во својата професија, па се до изработка на нешто што е уникатно и различно, изработка на накид. И сега, можам слободно да кажам исто така, благодарение на достапноста на информациите, меѓутоа и на социјалните мрежи, членувам во Сдруженија на креативни луѓе кои што творат и создаваат секојдневно различни уникати и следам и светските трендови на изработка на рачно изработен накид, така да оттаму добивам идеја да направам нешто свое, различно, но уникатно. Така, каков беше првиот накид што го направи? Како изгледаше и процесот и колку ти беше задоволна од самиот финален продукт? Така. Изработката на накид е навистина процес на учење. Посебно глината бара совладување на одредени вештини и знаења за да направите финален производ. Да бидам искрена, ако направам паралела, односно споредба со она што денес го имам и тогаш, можам да кажам дека и тогаш идејата беше оригинална, меѓутоа квалитетот сосема поразличен. Како што напоменав, тоа се учи, процес на учење. Имам парчиња накид кои што ги изработив на почетокот, кои што не се доволно добро испечени, се кршат, или пак не сум ги премачкала со некој премаз кој што е соодветен на глината, меѓутоа низ процесот сето тоа се совладува. Марија, она што можев јас да го погледнам во твојата палета, навистина бев воодушевена, како секако и овој брош кој што го носам во моментов. Од каде се црпиш инспирација за секое парче да биде толку уникатно и својствено на еден одреден начин? Така. Изработката на накид кој што зрачи љубов го прави човек кој што мора да биде полн со љубов. Морам да кажам дека целата мотивација и инспирација е моето семејство. Марија, какви се материјали употребуваш во текот на изработката на накид? Вака, за да го направам да биде квалитетен накидот, секако дека користам високо квалитетна полимерна глина, таква користам. Исто така користам соодветни лепила, соодветни премази. Тоа се премази кои што се нанесуваат на крајот кога имаме финален производ, за да биде така уникатен и убав, меѓутоа да биде и траен. Користам и различни фолии кои што исто така се применуваат и се ставаат во самата глина. И сега кога се работи со полимерна глина, неминовно е да се користат и калапи.
знаете исто како со пластелинот. Меѓутоа тука јас повторно се повикувам на својата креативност. Многу малку имам купено готови калапи. Најчесто тоа го правам со материјали кои што ги имам низ домот, просто кажано, за да направам пример форма срце, користам празна лименка од сок, ја сечам и правам форма на срце. Да, оно што можевме да го забележиме нели тука во твоето работно каче каде што се нели твориш дека да токму ги користиш нели необични работи кои што ти се наоѓаат по дома, не се оние нели стандардни калапи кои што можат да се најдат низ маркетите. На колку време ти е потребно да се изработи еден брош, на пример ваков каков што го имаме сега овој? Така. Значи, кога работите нешто со љубов и уживате, времето навистина не може баш да се измери. Бидејќи почнувам да работам и почнувам да уживам. Се зависи од комплексноста. Значи имаме брошеви кои што имаат повеќе детали, имаме брошеви кои што се со помалку детали. Оние кои што се покомплексни секако дека бараат повеќе време и трпение, некогаш можеби ми се потребни неколку денови, по неколку часа за да го направам онака како што сум го замислила, а некогаш навистина е толку брзо и едноставно да ми треба, не знам, 10 минути да биде готов. Што е најтешко да се направи во поглед на накидот, затоа што видовме во палетата дека имаш навистина и обетки, брошеви, приврзоци, ланчиња и што уште изоставив, не знам, меѓутоа комплексна е палетата на се што содржи нели накид. Што е најтешко да се направи? Би тргнала од она што е најлесно. Најлесно ми е да направам нешто што самостојно нели ќе го замислам и ќе го направам онака како што сум го замислила. Тешко ми е, потешко ми е да направам кога ќе добијам, на пример, од некого, нели, желба да направам некакво парче на накид, меѓутоа не доволно добро ми е објаснето како сака да изгледа. И сега, бидејќи се трудам и сакам нели барањето да биде направено онака како што нели се е замислено, понекогаш ми е тешко да ја реализирам идејата ако навистина добро не ја презентирам истото. Марија, со какви предизвици се имаш случајно во текот на твојата работа, во текот нели на изработката, но и нели тука се вклучува нели се и набавката на материјали кои што се потребни, па и нели до самата испорака и задоволството на клиентите. Така, на самиот почеток, како што напоменав, ова е процес на учење и сите предизвици, можам слободно да кажам, дека тргнуваат од самиот процес на учење. Онака како што кажавте, од совладување на вештини, па откако ќе се совлада една вештина, нели желбата да научам уште нешто, плюс ова е техника која што може да се комбинира и со други техники и навистина и тоа ми е предизвик да почнам да користам можеби еден ден и смола. Тоа е исто техника која што се комбинира со полимерната глина. Генерално, значи предизвиците потекнуваат од самиот процес на совладување на вештините. Лично за себе најголемиот предизвик е да го изменаџирам времето, нели со сите оние обврски кои што ги имам во текот на денот. Марија, колку луѓето кај нас во Македонија сакаат и поддржуваат рачна изработка на накид, нели покрај тоа што нели тебе ова ти е само хоби за забава, навистина произведуваш многу уникатен накид кој што верувам дека секоја девојка би сакала да го носи на себе. Да. Следејќи дека секојдневно нели се појавуваат креативни луѓе кои што творат и креираат производи кои што ги пласираат на пазарот, верувам дека има и потрошувачи кои што ги купуваат. Сметам дека во Македонија се цени изработката на рачен накид. Лично за себе и за своите пријатели, нели кои што го имаат веќе накидот кој што го изработувам, можам да потврдам дека навистина знаат и го вреднуваат, ја вреднуваат рачната изработка. Марија, навистина ти благодарам за одвоеното време и што не прими вака во твоето топло работно каче каде што го создаваш овој уникатен и необичен, но и неповторлив накид. Ти благодарам уште еднаш и ти посакувам навистина во иднина уште многу успешни приказни вакви да иствориш и да создаваш уште многу повеќе дела кои што ќе ги красат секако дамите во Македонија. Јас ви благодарам уште еднаш што дојдовте, нели што ме посетивте и што направивте презентација на што го творам, но на крајот би сакала да напоменам нели дека сето ова е мое хоби. Се занимавам со една многу посериозна професија. По професија сум специјален едукатор и рехабилитатор, значи професија која што е хумана и секако дека и во неа може да се искористи како креативноста. Меѓутоа оваа презентација денес сакам да ја искористам и да ја пренасочам во еден повик
да направам една комбинација помеѓу професијата и хобито, односно да повикам 5 девојки кои што ќе се јават од ранлива категорија да направам накид за нивната матура или полуматура. Да, навистина убаво од тебе, хумано пред се, нели секако ќе ги поканиме сите оние кои што ќе имаат нели потреба затоа што нели престојат да матурските вечери или пак некоја девојка за полуматура можат да се обратат токму кај тебе на твојот профил на социјалната мрежа Instagram, да те побараат и таму да ти пишат секако нели без злоупотреба, буквално на некоја девојка која што навистина е потребно, а не може да си дозволи. Задоволство ќе ми биде и навистина ќе биде изработено со многу љубов. Марија, ти благодарам уште еднаш и секако за овој хуман гест кој што го направи, нели секако ќе можете да се пријавите на незината Инстаграм страница на Марија Велиновска, токму таму да ја најдете и на оние девојки кои што им е потребен накид, нели може да се обратите токму кај Марија, како што спомена и таа самата, незината професија е хумана, работи како специјален едукатор и рехабилитатор, но сепак си наоѓа време во текот на денот да ужива во своето хоби кое што ја прави секако посреќна, но и повеќе да ужива во животот. Марија е само еден пример од многуте дами во нашава земја кои што навистина успева квалитетно да си го изменаџира времето во текот на денот, па токму затоа ја одбравме токму незе за овој убав ден за празникот на жената да ви ја представиме незе, но и незината работа и незиното хоби. И на самиот крај ми преостанува да ви се заблагодарам што и оваа недела бевте со нас, бевте на фреквенцијата на Алфа телевизија, која што е секогаш на страната на вистината и секогаш се труди да ви понуди гости и теми кои што ќе ви го разубават секојдневието. Останете на истата фреквенција и имајте убав неделен ден. Довидување.